Ке говориме ние на повеќе теми, но ке се задржиме на она за што конкретно е нашата гостинка дел од Македонија денес и од нашата утринска програма. Напоменав и кажав ке говориме за дечињата повеќе и за нивните емоционални нарушувања. Меѓутоа, колку лесно може да се совладаат и да се елиминираат? Доколку се соочувате со такви проблеми? Добре дојдени сте и ви уште еднаш ве повикувам да ни се јавите и да поставите прашања до нашата гостинка. Тука ни е пристигната во студиото. Добро утро, ке кажам на Дора, затоа што Дора е токму психолог и психотерапевт кој ќе помогне многу кај дечињата, Попова Узуновски. Инаку, јас тука ќе додадам. Магистар по клиничка и советодавна психологија. Така, ти благодарам ке ни на поканата. појасниш сето тоа што значи. Да. Добро утро, драго ми е што си дел. Еве колку имаме млади, надежни, перспективни психолози, психотерапевти тука. Меѓутоа, работиме веќе 5 години во оваа сфера, во психологијата, како психотерапевт. И како се покажаа годините низ оваа работа? Така, значи 5 години веќе работа мојата приватна пракса, до сега работев повеќе со возрастни. Меѓутоа, скоро веќе воведов еден нов метод за кој се обучував во соседна Србија, во Белград. И тоа е плей терапијата, односно значи, работата со децата, не е толку нов метод тука кај нас. Веќе значи, неколку колеги можеби така ја работиме, меѓутоа уште се броиме на прсти. За ова зашто ќе говориме денес конкретно. Да, така, значи плей терапијата или терапијата низ игра е многу корисен и едноставен метод кога станува збор за детските емоционални нарушувања. Меѓутоа се разбира дека во терапијата со децата е многу битно родителите да бидат вклучени. Бидејќи емоционалните нарушувања кај детето не паѓаат од небо, значи не доаѓаат баш туку така. Туку секогаш се работи за некој можеби дисфункционален однос меѓу детето и родителот, за кој родителот не е свесен. Не дека родителите не си ги сакаат децата, меѓутоа често пати се случува не сакајќи да сгрешат или да направат нешто за кое не се свесни, или детето на пример да добие двојна порака. Многу често се случува момент каде што родителите пренесуваат една порака, после бабите и дедовците ќе пренесат некоја друга порака. Тоа кај нас е веќе многу добро познато. И децата да не знаат што е сега исправното. Па дали ова е исправно или тоа е исправно, имаме конфликт автоматски создаден кај се согласувам со дедовците и бабите, и мајките и татковците. Така е. И конфликтот што го трпи внучето, на крај уствари доаѓа од конфликтот меѓу генерациите, меѓу родителите на родителите. Така. И така што таквите конфликти кај детето, значи може да направат бројни емоционални нарушувања кои денеска се многу познати. Јас тука би сакала, се извинувам, меѓутоа би сакала и до гледачите за да точно знаат кои се емоционалните нарушувања. Најчесто кои се емоционалните нарушувања кај детето кое што ги доживува. На што досега сме имале пракса и во праксата, во работата кај нас, од каде најмногу произлегуваат емоционалните нарушувања и кој вид на начина? Да, се баш за тоа сакав јас да продолжам. Повели. Значи, може да се јават бројни емоционални нарушувања. Најпознато е денеска хиперактивноста или таа што е АДХД кај детето, позната уште. Значи се работи за недостаток на фокус, за недостаток на концентрација. Децата денеска се многу оптеретени со таблети, со телефони, со самата технологија, која придонесува до тоа, значи да не може подолго време да го фокусира вниманието на една одредена активност. И тоа може да се случи во училишните активности и во игровните активности се случува. Исто така може да имаме агресивност, може да имаме депресивност, може да имаме анксиозност, може да имаме аутистичен спектар. И значи тие се најпознатите. За која возраст говориме најмногу, еве за овие кои ги споменавте? Значи независно, плей терапијата се наменува за деца од 3 до 13 години. И од 3 до 13 години, значи во тој поширок диапазон на возраст, имаме овие нарушувања може да се јават кај било кој. Не дека не се јавуваат и од после 13-та година, меѓутоа веќе методите на терапија се други. Така, не мора да се примени плей терапијата. Споменавме, значи да, јас секогаш и тоа верувајте дека сама, значи не е потребен некогаш психологот за да знаеме дека технологијата си го зема својот замав и си го прави своето за жал. Јас тука би сакала да знам, лично и како мајка, на 8 годишно дете кое
е заинтересирано за технологија, јас мислам дека се согласуваат мајките дека и останатите дечиња тука се значи. Повеќето, што е она што најштетно влијание ќе го има детето од премногу користење на телефон, на лаптоп, таблети и така натаму? Без разлика што е она што го во моментот го гледаат, дали се некои видеоигри или можеби некои едукативни игри да се, меѓутоа ако гледаме пречесто, може и тоа да на некој начин штети. Би сакала да ми одговорите на. Да, тоа е многу добро прашање, баш сега мислев да се надоврзам и на тоа. Кај фактот дека со тек на времето, значи до денеска, играта претрпе многу големи промени. А главната промена е токму тоа, технологијата, телефоните и таблетите и компјутерите. Кога детето не си игра, кога немаме символичка игра, штетата се прави врз развојот на моториката. А моториката е основа за да се развијат висшите психолошки функции. Сега ќе го објаснам тоа повеќе. Значи, тоа што за нас како деца беше нормално да си играме, пентарење по дрва, тепачки, играње со ласти, качување, не знам, мечување меѓу децата, тоа веќе денеска децата се помалку го прават. А и возрастните таквата игра веќе ја сметаат за агресивна. И потекнува како од самиот став на возрастните дека тоа е негативна игра. Меѓутоа тоа не е вистина. Самите возрастни некогаш уживале во таквата агресивна или груба игра, како што ја нарекуваат. Денеска децата се помалку го прават тоа. Тоа скукање на ласти, возење точек и сите тие работи, бидејќи тоа на тој начин се развива грубата моторика. Кога ќе ни се развие грубата моторика, ние понатаму треба да развиеме фината моторика. А таа се развива, таа веќе фината моторика она со рацете. Игри со рацете, дали не знам, не лути се човече, лего, коцки и сите други активности кои се поврзани со раце. Кога ќе се развијат грубата и фината моторика, веќе понатаму можеме да зборуваме дека детето има диспозиција да ги развие висшите психолошки функции, како што се социјалните вештини, јазикот и говорот и когнитивните способности. Кога не ни е развиена грубата моторика и фината моторика, кај детето автоматски има недостаток на самодоверба и на компетенциите, бидејќи мозокот, играта е биолошка потреба кај нас. Така. И се развива со тоа самиот мозок, се впишуваат тие невронски врски кои понатаму ги прават навиките. А денеска возрастните се премногу оптеретени со тоа они да ја диктираат играта на детето или да биде играта фокусирана на академските постигнувања и активности. Па така децата нели одат постојано на некои не знам, школи таму, уште од мали, па одат на ова, па на тоа, па на не знам што таму. Да, тоа беше моето следно прашање, како да знаевте што е она што ќе го поставам. И премногу, само да довршим, премногу е диктирана играта од страна на возрастните. А кога е премногу диктирана, детето не знае за досада. И кога ќе го има моментот на досада, тоа постојано ќе бара сега мама или тато да му кажат што он следно треба да прави. А не самоволно. А не самоволно. А кога не може, кога немаме самоволно нешто иницијатива за правење, значи имаме, не може да се развие фрустрацијата кај детето, а со фрустрацијата секогаш се развива креативноста. Значи само да си го реши проблемот на досадата и со тоа се развива нели таа креативност за воиднина да може да ги решава своите проблеми. Што правиме во оној случај кога ќе не прашаат дечињата, што да правам сега, мамо? Досадно ми е. Прашате го што сакаш да правиш. Што ти би правил сега со твоето слободно време? Веднаш ќе посегне по телефонот и по таблетот, како да ги отргнеме, на каков начин? Добро, кога веќе сме кај телефонот и таблетот, може тоа да се ограничи. Значи да му се постават јасни граници на детето, дека во одреден дел од денот може да ги користи, а во одреден не. А во одреден дека не може да ги користи и да му се објаснат последиците од тоа. Не да користиме забрана, туку да му ја префрлиме одговорноста на детето. Значи ако ги користиш повеќе од тоа, јас моја должност како родител да ти ги објаснам кои се последиците. Значи ќе се случи ова, ќе се случи она, во иднина ти тоа ќе го почувствуваш. Меѓутоа сега ти одбери сам дали сакаш да го користиш во рамките на тоа што е договорено или ќе го прекорачиш после тоа. Кога ќе им се остави слободен избор на децата, они веруваат исправното ќе го изберат секогаш. Така, тоа веќе го знаете. И кога ќе им се наметнат, поготово нели со забрани, со рестрикции кои ќе им се постават на децата, они го имаат еден контра ефект да намерно така. За инат. Па да, тоа веќе ние го знаеме и го чувствуваме дека е така.
Ке повикам, значи, сите кои навистина имате прашање до нашата гостинка, што се однесува за вашите дечиња, слободно може да не се јавите, да не исконтактирате и да прашате што се однесува, за било каква проблематика кои може би во моментот се соочуваат. Кога говориме, значи, спомнавме повеќе проблематики во емоционалните нарушувања кај дечињата. Меѓутоа, она позитивното е затоа што може многу брзо да се елиминираат. Хиперактивноста, потоа, нели, агресивноста исто така. Меѓутоа и агресивноста е многу присутна во последно време за жал кај дечињата и тоа можеме да го Да, поготово тоа врсничко насилство. Врсничко насилство Или булинг. Ете така. Ајде малку да појасниме за тоа. И зошто се случува? Да, врсничкото насилство е стварно, мислам, тешка тема, бидејќи многу деца се веќе жртва на врсничко насилство, посебно станува збор за деца кои се помирни во класот, значи кои се повлечени, можеби, кои учат малку повеќе, кои си ја гледаат својата работа и они се големите жртви на тоа, бидејќи се доживуваат како послаби меѓу врсниците и дека нивните одбранбени механизми се не толку силни. Значи, тие деца имаат можеби недостаток на самодоверба, односно не се научени како да се одбранат, како да ги постават своите граници и веројатно таквите деца се и во домашни услови, а некаква позиција на жртвено јагне, бидејќи кога имате вие една ситуација на агресивно, каде што има агресија во семејството, например, агресијата секогаш ќе трпи најмалиот член, таа е најслабата карика. Она секогаш оди од нагорна во надолна линија. Ако имаме нервозен татко, имаме после нервозна мајка и на крај имаме нервозно дете. И таа агресија, значи кога ќе се соберат повеќе такви деца на едно место, а денеска семејствата се се повеќе дисфункционални од тој аспект, кај што имаме многу агресија и семејно насилство, и повеќе такви деца имате во еден таков клас и они ќе удрат најслабиот, таму каде што ќе одберат жртвата за жал. Имаме гледач, ќе го вклучиме. Добро утро, повелете. Дали се слушаме? Добро утро. Се исклучи, добро. Доколку да, тука сме, телефоните се отворени, се надевам дека доколку имате потреба, повторно ќе се јавите, затоа што се работи навистина за оно што јас велам е нешто најсвето и најдраго на сите нас, а тоа се дечињата. Убаво објаснивме за агресивноста која за жал е се поприсутна и во училиштата. Да, за тоа например во терапијата со децата секогаш мораме да работиме со родителите. Да видиме од каде поттекнува таа агресивност, бидејќи можеби родителите не се лоши у својата природа или немаат навистина лоша намера да бидат злобни со своите деца. Можеби заради социјалниот притисок кој го трпат на работа, меѓу пријателите, во општеството. И дома издувниот вентил е така. Така едноставно најлесно нели да се истори тоа врз децата. Меѓутоа последици по тоа има врз детето, како што напоменавме. Сега, она што ме интересира, кажавме, бевме во Србија за да применуваме една нова практика, да кажам, тука и кај нас, низ игра, како може дечињата да го елиминираат емоционалното нарушување. Кажавме повеќе емоционални нарушувања од како вид може да ги почувствува детето. Од сета оваа пракса до сега, кои се резултатите од оваа практика? Кај дечињата низ игра да си го елиминираме, да ги елиминираат своите емоционални нарушувања и колку време е потребно или тоа зависи индивидуално од детето како се чувствува? Така, значи добро, тоа сепак зависи индивидуално, се согласувам. Зависи од тоа колку се влошени симптомите. Често пати се случува да луѓето не побараат помош на време, па да можеме тоа полесно нели да го санираме, туку чекаат она нели крајната веќе она јајцето под газот кој ќе дојде. Па ние сме познати по тоа, не само во психологијата. Така, значи таков цел менталитет и нели онака у последен момент да се чека кога веќе ескалира ситуацијата и да тогаш одат на терапија, меѓутоа да има спас, само што кога разликата меѓу тоа кога веќе се крајно влошени симптомите и кога ќе се појават нели на почетокот е временската рамка која ни е потребна тераписки тоа да го решиме, со тоа што тука ни треба повеќе време, кога се многу влошени симптомите, тука би ни требало помалку време, а со тоа нели родителите си го зголемуваат и трошокот и може вака да си го намалат, ако на време ги препознаат
тие симптоми. Меѓутоа, она што е многу добро, резултатите се видливи. Резултатите се секогаш видливи и практиката, значи тоа што го покажало, значи терапијата низ игра, она не е долгорочна терапија да трае со години, како што имаме некои терапија, туку она е пократкорочна терапија. Обично првите резултати веќе ги очекуваме после 10-та сеанса. Тоа отприлика негде после вториот месец. Веќе ако, например, сеансите нели се поделени еднаш неделно или на 10 дена. Измеѓу просторот, значи у просек е покажано, истражувањата покажале дека измеѓу 10 и 20 сеанси се онака веќе некој оптимум за да се санира некој проблем. Со тоа што одредени симптоми не дека можеби нема да се повторат во иднина. Они ќе се повторат, можеби ќе се повторат или ќе избијат нешто друго. Меѓутоа тоа на кое што се работи во дадениот момент, сигурно е дека ќе се ублажи и дека ќе се намали, ќе ја врати функционалноста кај детето, а и кај родителите. Бидејќи тоа е символичка игра. Плей терапијата користи символичка игра, таа е многу важна за развојот на детето, а символичката игра денеска често пати се прескокнува во развојот. А е се што е символичка игра? А тоа е кога детето низ играта си креира некоја своја реалност, има некои своји потреби и желби и низ таа игра ги проектира тие потреби и желби. И обично користи ликови. Значи, како предмети, не знам, патка, зајче, животни може да користи, кукли, едноставно, кои го асоцираат на нешто и може да одигра нешто низ тоа. А секогаш детето, ако му се обрне внимание, сигурно ќе одигра нешто од секојдневието што му се случува. Несвесно, дали на училиште, дали дома, дали надвор, и едноставно со самото тоа што ги одигрува тие активности, се случува една катарза кај него. Ослободување од тие некои чувства, некој емоционален товар, така. Поготово, значи, кога ќе видиме дека има агресивна игра. Тоа е веќе добар знак. Кога ќе се случи таа фаза на агресивна игра во психотерапијата, во таа плей терапија, тоаш веќе знаеме дека е добро, бидејќи самата плей терапија поминува низ фази. Првата фаза е нели да детето се прилагоди на терапевтот, на собата за игра, на просторијата. Тоа обично така се некои може 3 до 4 сеанси, потоа влегуваме во агресивната фаза кога детето нели бира некои кукли кои имаат лут изглед. Или не знам, има потреба онаа гумена кукла да боксува или некои други таму пушки и некои такви ствари, и тука не го ограничуваме детето. Значи, слободата во плей терапијата е голема, која има баш поради тоа лековито дејство да може да се ослободи од товарот на тие чувства. И после одреден број на сеанси веќе влегуваме една нова фаза, која се вика регресивна фаза. Во таа фаза веќе почнуваат да се смируваат работите и детето, сето тоа што било недостаток во критичните моменти на развојот може да го одигра во таа фаза. Значи на пример тука се случува често пати да детето земе кукла и да биде да го ничка како бебе. Значи тоа сето тоа што на него му недостасувало да го одигра низ играта и на крај нели веќе доаѓа таа мајсторска фаза каде што се завршува целото тоа и детето почнува по тие конвенционални правила да ги решава проблемите. Примена имаме за лековито, да кажеме, дејство кај дечињата за да ја немаат онаа агресија и оно емоционално нарушување кај себе. Добро утро. Добро утро, ке ви молам, на која локација се наоѓа Канал 24? Телевизија 24 поранешна газела. Дали тоа само сакавте да прашате или имавте прашање до гостинката? Бидејќи сега се препилив на друг канал на Сител, така, значи како ми рековте? Ајде во режија ќе ве замолам, ние тука имаме нешто сосем друго и сосема друга тема. Во режија колегите ќе помогнат и ќе ви ја појаснат локацијата, да. Говориме за дечињата. Она што досега имав можност да го слушнам е толку е убаво. Сега, за некој проблем говориме, меѓутоа проблем кој на преубав начин го решаваме. Сега, мене ме интересира, од сите овие можни до сега действија кои ги имаме низ ова плей игра, да кажеме, детето понатаму што? Дали може повторно да се нарушат, да постои некое емоционално нарушување или продолжуваме да си го живееме животот онака како што е потребно, меѓутоа сигурно многу зависи и од родителите. Да, така, значи родителите сепак се вклучени во тоа што се вика игра. Има посебна сеанса каде што се оставаат децата и родителите
да играат. Има нешто што се вика филијална терапија исто така, каде што терапевтот го обучува самиот родител да он прави терапија со детето. Низ игра. Значи, на истиот овој начин како што би правил терапевтот. И кога ќе се појават тие одредени емоционални нарушувања во иднина, бидејќи не можеме да бидеме сигурни дека никогаш нема да се појават. Нели животот е сепак долг, и ние постојано учиме, постојано може да се најдеме во критични моменти и ситуации кои што може да ни извадат од колосек, мислам, тоа е многу нормално. Меѓутоа и тогаш родителот може да научи он сам да ја прави таа терапија на детето, да нема потреба од терапевт. Бидејќи сепак врската меѓу терапевтот и детето кога ќе се направи, она е силна. И детето се врзува некогаш за психологот, за терапевтот, меѓутоа таа врска не може да ја скине нормално врската меѓу родителот и детето, бидејќи таа е трајна врска. А сепак меѓу терапевтот и детето таа врска ќе заврши. Кога тогаш, мислам, се разбира, тоа е избор на родителот, дали он би сакал тоа да го прави со своето дете или пак ќе посетат стручно лице, меѓутоа не е исклучена можност да се разбира да вклучиме гледач, се надевам ќе биде на темата. Добро ви утро. Добро утро. Дали имаме гледач? Ке ве замолам од режија, прашајте ги гледачите дали се јавуваат за темата. Добро утро. Добро утро, повелете. Добро утро, ве слушам. Добро утро, вака се извинјам, пропат се јавувам. Да, дали имате прашање до гостинката? И имам прашање до гостинката, пошто гледам има една добра тема за децата. Да, повелете. Малолетни, значи комплетно тие што се работи. Повелете. Како ние децата да ги советуваме како повозрастни да избегнат ова дигитализација, како се да они избегнат од самите телефони. Тоа и го наметнавме. Ја слушав дискусијата на неа да ги научи прстите да ги научи како треба да онова кај сега кај таа млада генерација само палците работат за пораки, за сите тие други работи, другите прсти не функционираат. Да, ве разбирам потполно и ви благодарам што се јавивте и еве и за она што истото јас го прашав како родител, ние тоа го гледаме секојдневно. Колку што можеме да ограничуваме, меѓутоа зема замав и тоа голем, ќе вклучиме уште еден гледач па ќе одговориме на двете прашања. Добро утро. Добро утро. Добро утро, господјо, повелете. Вака, јас сум мајка на 2,5 годишно дете, машко, и имам забележено дека секој пат кога си игра со играчки, тој ги фрла, не се концентрира така да, ете, како што велите вие, приказна да направи сето тоа, туку се е хаотично, значи нема концентрација да застане со било каква играчка да си игра, макар и да е нова, ќе си игра 5 минути. Не го интересира. Да. Не го интересираат играчките. Не му се доволно интересни, ги одбива на некој начин. Да, исто така го имаме тој проблем со гледање цртани. Го ограничуваме, нели? Ама сепак кај да види телефон, трча и вели тоа. Она што го говориме за жал, да, кај сите е проблемот. Јас тоа искрено го кажувам и како мајка го гледам секојдневно и колку што можеме ограничуваме, меѓутоа никогаш не можеме дури да контролираме за жал. Меѓутоа мора да се најде некакво било какво решение. Пролет чекаме па да се возат велосипеди и било какви игри да одиме на прошетки, само да. Еве, да одговориме значи на првиот гледач истото за она што го говоревме, телефони, лаптопи, само работиме како што вели, прстите работаат, едноставно другото тело се само така не работи, така се сложувам. Мислам баш нели со тој го начнавме разговорот и баш добро што се јавија што се јави гледач да го потврди тоа како нели како момент. Меѓутоа тука има и нешто друго, јас сакам да потенцирам колку самите родители се вклучуваат во игрите со своите деца. Или сами ги оставаат. Некогаш за да точно е дека детето треба само да си игра и да му се остави слобода, меѓутоа таа игра некогаш треба да биде поттикната од родителот. Да се даде насока. Да се даде насока во играта. Значи, ајде сега да си играме со нешто. Децата сигурно имаат играчки. Јас сум сигурна дека нема дете што нема полна соба играчки. Така е.
Едноставно зашто некогаш или кога последен пат тебе вие како мајка влеговте у собата кај својата ќерка или син, не знам што имате, и го прашавте ајде сега одбери што сакаш да си играме заедно денеска. Колку често тоа се случува? Колку често тоа го прават? Мора да признаеме дека поретко за жал, затоа што сме зафатени со некои други обврски околу кујна, кога ќе дојдеш од работа нели оние домаќински работи да ги завршиш, па потоа после сакаш и да се одмори затоа што денот бил напорен и така натака. Да, така меѓутоа кога се наоѓа време, да, сакаме. Повеќе и таткото е тука, се прават некои игри, се црта нешто, се сече, се бои и слично. Па гледате како кога се вклучени, кога сте вклучени во самата игра со детето, дека не постојат телефоните. Не постојат, да. Значи самите го кажувате тоа од своето лично искуство. И па да споделаме, да. И тука е многу битен тој момент колку родителите се вклучени во играта. Меѓутоа нели се случува отпорот кај детето да не сака да го остави телефонот. Или да не сака да го остави таблетот. Да, окей, меѓутоа има ситуации каде што се случува. Каде што се случува, така. Значи едноставно не сака, секој можен отпор, ништо друго не го интересира освен телефонот или таблетот или лаптопот. И тука е веќе значи да настанува тој проблем. Тука кога ќе настане тој проблем, родителот треба да му ги посочи последиците на детето и на него да ја префрли одговорност. Окей, значи не сакаш по никоја цена да се откажеш од телефонот, од таблетот, од лаптопот, меѓутоа последиците кои ќе бидат штетни за тебе и ќе бидат следните. Така. Значи и во иднина мислам, ние веќе и возрастните кај нас се гледаат тие последици. Гледаме нешто да биде инстант. Сакаме кратки книги да читаме, сакаме и денес никој нема да седне на Каренин или Толстој да чита некои книги 400, 500, 1000 страници. Тоа веќе не го прави никој. И се бара нешто да биде на брзинка. Имавме прилог за читањето колку е здраво е вака да кажам. Да. Многу здраво е, да. И плюс, значи и на интернет веќе и рекламите кои се прават, значи се гледаме тоа да биде нешто кратка објава. Кратка објава, да. Значи кога ќе види некој текст толкав леле, па сега тоа никој не му се чита, па ова нели напор треба да се вложи. И тоа кај нас возрастните се случува, а не па во иднина кај децата. Така е. Бидејќи секоја информација ни е веќе достапна на дланка, што се вика, и кај им новите мозоци веќе го нема тој момент да истражуваат. Порано, значи, ние да направиме дипломска истражување, семинарска, значи, порано луѓето оделе у библиотека, барале книги, преварувале, подвлекувале, читале, денеска има ништо, Google знае се. Да. И, значи, од тој аспект, тој е еден момент на survive мод. Тој што е на преживување. Модел, значи, кај постарите генерации како поразвиен. Ке одговориме на гледачката. Децата го нема тоа и тоа те последици допрва ќе се видат. Ке вклучиме гледач, но да не ја заборавиме гледачката која каже дека детето ги одбива играчките. Добро утро. Добро утро. Повелете. Јас сум на линија. Да, повелете. Јас сега... Имате прашање до гостинката? Јас имам прашање, ама имам и еден многу позитивен одговор во врска со играта на децата. Работев цел живот со деца. На 84 години сега имам друга обврска. Внуците да ги усмерувам во позитивен правец. Она што го потенцира психологот, јас водев стручен тим во кој што беа психолог, психијатар и така натаму, не е важно, ама работев со воспитно запуштени деца. Меѓутоа, едно само да потенцирам. Низ играта децата стварно, она што го потенцираше и психологот, стварно се постигнуваат огромни резултати. Меѓутоа, нашето вклучување во играта од малечки сите принцови и принцези сум ги измотивирала. Ги именувавме куклите, им дававме имиња, се изборувавме со нив. Колку ги оживувавме на наш начин. Да. Кукли е цела куќа. Само малку пократки ако сакате, затоа што времето ни поминува. Кратко да ви кажам. Јас живеам во населба
Каршимене е огромен градинка. Порано тука се играше фудбал на велико и децата се собираа, знаете како. Меѓутоа, сега нема ги децата во градинката. Тоа што говоревме. Не, тоа се заборави. Да, за жал. Ми се чини дека спортот и другите, ако се смени активноста, мојата внука се насочи кон филм и тој филм Добро. Е уреду ствар, друга активност и е сосема. Ке ви се заблагодарам, меѓутоа немаме многу време за да кажуваме од ваша страна што, кој, како. Многу кратки ке ве замолам во своите прашања доколку имате до гостинката, затоа што сме врзани со време. Да одговориме на гледачката за детенцето кое кажа дека ги одбива играчките, агресивно е со нив и ги фрла на секаде низ собата, не е заинтересиран за нив. Зошто е тоа така? Да, тука имам два можни одговори. Значи, сепак детето има 2,5 години. И уште кај него не е развиен тој момент на таа символичка игра. Значи, таа символичка игра почнува да се развива негде од 3-та година натаму. Значи, да не се грижиме до толку. Значи, може да е тоа. Во прашање, меѓутоа, може би, кога ќе видиме дека детето не си игра, дека одбива да си игра, може и да работи нешто друго во позадина. Може да се работи за некоја вознемиреност, може да се работи за некоја анксиозност, меѓутоа, пошто се уште нема ниту 3 години детето, тука веќе, кога доаѓаат родителите, за таков проблем, тука веќе не ја применуваме символичката игра. Тука применуваме нешто друго што се вика тераплей. Значи, ова е плей терапија, ова е тераплей. Значи има разлика меѓу нив две. Тука бидејќи за да се развие символичката игра кај детето, многу е битно пред се да имаме безбедна средина. И сега јас би поттикнала прашања кај мајката како она се чувствува и како она го доживува односот со своето дете. Дали може би има некои нарушени односи во семејството или дали може би се е во ред, тоа мислам не можам да кажам ништо или на памет. Да, меѓутоа тоа имаме кога имаме тераплей. Кога имаме таква ситуација. Пред да развиеме символичката игра, прво работиме на односот, а тераплей работи со допирот меѓу родителот и детето. Значи, тука може да се поттикнуваат различни активности, каде што допирот ќе има многу битен дел во негувањето на детето, бидејќи љубов без преградка не е љубов. И тука има многу вежби што може да се применат, например, да детето пак се ревоспостави тој однос меѓу родителот и детето. Например, има една интересна вежба, се ставаат памукчиња низ блузите, и после родителот ги бара памукчињата. А поентата е на тоа, нели да допирот. И да се извадат памукчињата. И тука, например, е многу интересно кога учествуваат двајцата родители. Кога едниот мижи не знае каде се памукчињата, па другиот ќе ги стави, па сегој треба да ги бара. Потоа имаме друга вежба каде што може со памукче или со млеко за тело, значи да имаме полека и она мазно галење. И можеме со памукчето, јас во Канал 5 баш го промовирав тоа на Јелена, со памукчето по лицето. Значи, да се оди, да се тие некои нежни допири, да пак детето се почувствува безбедно и да се смири. Кога ќе се почувствува безбедно, веќе тука можеме да зборуваме за символичка игра. Така. Прекрасен начин како можеме да им помогнеме на дечињата. Тоа е толку убаво од ваша страна како психолози, психотерапевти, да кажемо смислено, затоа што се работи сепак за ранлива категорија. Тоа се премногу ранлива категорија, дечињата во возраста кога веќе го почнуваме да го запознаваме животот и така натаму. Треба многу внимание да им се даде и многу љубов пред се. Дали пак и претераното гушкање можеби не е добро некогаш или е добро? Ја не знам дали има претерано гушкање, меѓутоа да се сложувам дека некогаш тоа може да биде претерано, тоа веќе има она сензорна потреба, тоа се оние деца кои секој пат кога ќе заплачат се дигаат во рака. Така, да. И се јавува во мозокот се развива таков момент да после постојано имам потреба од тоа да висам за некој. Не дека имам реална потреба од тоа за преградка или за... Интересно ни станува. Туку она нели да висам само.
да висам, да се сложувам дека тој феномен постои кај децата и после кај возрастните. Тоа прилика имаме многу мајки кои на секои 10-15 минути го дојат детето, меѓутоа прашање е колку имаме квалитет. Прашање е што детето зема од градата на тие 10-15 минути, бидејќи знаеме дека се потребни сепак 2 сати да се собере тоа квалитетно млеко што би требало да му се даде. И кога имаме такви ситуации на висење, постојано нели на она претерано гушкање, тоа прилика слично. Прашање тоа дали колку е квалитетно или е само онака момент колку за нешто да се фатам и да висам. Добро. Многу благодарам што беше дел од Македонија денес. За крај само ќе ти искористам на ние возрастните, па ќе ни бидеш и следна гостинка, мислам во малку одреден период. Јас така велам. Тука сме мала е Македонија, па гостите од нека помине време па да го говориме за нас возрастните. Со што најмногу, со какви проблеми само се соочуваме еве накратко, па тоа ќе ни биде и како тема која ќе ја обработиме во следното, во некој следно наше издание. Па возрастните не се соочуваат со поразлични проблеми од децата. Само значи различен пристапот на работа, да. Така. Бидејќи нели се разбира во плей терапијата, не го носиме увидот во терапијата на ниво на оној рационален момент, бидејќи кај детето не постои уште таква способност, сепак кај возрастните нели постои, па тука со рациото работиме, па обратно е тука, од рациото па го спуштаме на емоционално ниво ефектот, значи за да може да има резултат. Инаку да, и возрастните имаат депресивност, и анксиозност, и хиперактивност, поготово анксиозноста, тој немир и агресивноста, исто така, таа нервоза, семејните проблеми, љубовните проблеми, разводите и така натаму. Ете, тоа ќе ни биде следна тема во Македонија денес. Многу благодарам што одвои време да бидеш дел од нашата утринска програма. Драго ми беше, Дора. Се гледаме повторно на преубав начин, навистина можеме. Ете, и родителите само би сакала конкретно каде се наоѓаш за да или те исконтактираа за да ете сите оние кои имаат потреба од психолог и психотерапевт на ваков преубав начин да ги лекуваме, да кажам, дечињата од своите емоционални некои нарушувања. Да, мојата канцеларија кај Рампа Кисела вода, јас можам да ти оставам адреса и телефонски број, па ако има некој заинтересиран да. Или може едноставно на Facebook да ме најдат Дора Попова Узуновски и тоа е тоа. Најлесно, да, Дора Попова Узуновски. Дора Попова беше наша гостинка, останете ви и понатаму со Македонија денес.